8 часот 30 минути, ново гостување на Skype во Македонија наутро и споминавме дека во фокусот ни се родителите и децата. Впрочем, неодамнешните случувања во Белград уште еднаш не потсетија колку е важно да ги гушкаме, слушаме и зборуваме многу често со нашите деца и дека само со одговорно родителство можеме да создадеме генерации за кои што нема да се грижиме и со кои ќе се гордееме. Колку е важен разговорот, но и како треба да им се обраќаме на децата во секојдневните разговори. Тема на разговор со специјалист клинички логопед Јулијана Секуловска, која што имаме на Skype ово утро. Добро утро, Јулијана. Добро утро. Се слушаме одлично и се гледаме. Имаме многу убава тема на разговор, за која што сакам и малку повеќе да проговориме овие 15 на минути во утринската програма, бидејќи некако се чини дека по се ова што го слушаме и доживуваме изминатиот период, сериозно заборавивме да разговараме со нашите деца. Каков е вашиот впечаток од искуството кое го имате? Првенствено би дала еден вовед во самиот збор комуникација, што представува. Комуникацијата представува размена на информации помеѓу две или повеќе лица. Постојат повеќе видови на комуникација, но ајде да ги изброиме барем основните 4 вида. Значи имаме вербална, невербална, пишана, визуелна, од кои што би ставила акцент на онаа невербална комуникација која што имаме по говорот на телото со дечињата кои што ние им ја покажуваме како родители, и визуелната, значи комуникација која што ја имаме во денешницата, нели, како најактивен модел им се екраните. На тој начин тие ја примаат таа визуелна комуникација. Како сега треба ние да комуницираме со децата? Начинот на кој што треба да комуницираме со децата, буквално значи да го имаме фокусот, погледот. Ние со децата, да бидеме на иста висина, исто така значи тонот на кој што комуницираме, нели, на кој што говориме, да биде со смирен тон, со темпото значи исто така да биде смирено. Зашто? Затоа што ако ние говориме брзо, гласно, детето првенствено нема да не слушне. А тек моментот за разбирање нема воопшто да не разбере, нити која е поентата на комуникацијата. Не е суштината само ние да говориме, туку што говориме и начинот како говориме. Комуникацијата, коригирајте ме ако грешам, со децата започнува од раѓањето на децата. Тука многу често грешиме сметајки дека треба да почнеме да комуницираме со детето кога тоа ќе почне да зборува. Грешиме ли тука, Јулијана? Простете, ќе ве коригирам, да. Комуникацијата започнува уште во неонаталниот период. Значи, додека мајката е бремена, се уште го имаме фетусот. Верувајте дека слухот се развива уште тогаш. Детето ја слуша сопствената мајка. Зашто велиме дека ние во некои случаеви децата носат пренатални трауми кои што се слушнале, почувствувале од мајката што ги доживеала и преживеала, нели? Затоа често знаеме и да напоменеме дека баш со трудниците треба да се однесуваме добро, да бидеме, нели, потолерантни кон нив, да ги разбираме и начинот на кој што говориме со нив да биде убав, затоа што сепак некој слуша. И ајде, ова што впрочем во моментов можат да го прочитаат и нашите гледачи. Фокусот на комуникацијата го ставаме на редниве минути, погрешен и правилен начин на разговор со детето. Колку треба да внимаваме на ова? За погрешен начин не би говорела, затоа што нели можеме многу тука да најдеме пропусти. Ајде да се фокусираме на правилниот говор. Првенствено нешто што им треба на нашите деца е живиот говор. Буквално значи жив говор, дали ќе биде тоа помеѓу родител дете, значи дали ќе биде од воспитувачите кога децата одат во училиштето. Правилниот говор децата го слушаат од нас, од воспитувачите во градинките, од соседите, од околината и средината во која што живее детето. Начинот на кој што треба да говориме е правилниот говор од нас. Значи, што подразбира тоа? Правилен изговор наш. Значи, децата додека се мали, да не говориме ние бебешки јазик,
Тоа е едниот дел, но другиот дел во однос на составот и моделот на зборовите да бидат правилни. Да не користиме неубави зборови, значи, да не користиме некои, ајде да ги наречам оние што се агресивни модели во однос на на невербалниот говор. Знаете, оној говорот на телото кој што предизвикуваме ние застрашувања кај децата. Да не користиме закани, затоа што ние со тие закани ништо нема да постигнеме кај децата. Зборувам за говорот, нели? Закани кои што се често ги слушаме ние кај родителите и во разговорот помеѓу родителите и децата. Да биде, значи, буквално тој концизен говорот, без скратеници, значи, да бидат со разбирлива порака. Значи, сите реченици кои што ќе ги упатиме кон децата да бидат буквално јасни, разбирливи за детското мозоче. Затоа што ние можеме да говориме многу зборови наеднаш, но детето да не ги разбере или да не ја разбере суштината на реченицата. Затоа, значи, говориме бавно, кратко, јасно, за да може детето да не разбере. А пред се, треба да научиме ние да ги слушаме децата. За да имаме добар разговор, добра комуникација помеѓу децата и родителите, мораме да научиме ние да ги слушаме децата, за потоа да добиеме фидбек, тие нас да не слушаат. Затоа што нема ништо еднострано. Целата комуникација е, значи, двострана преку размена на информациите. Како, Јулијана, разговорот помеѓу родителот со децата и родителите меѓусебно влијае на формирањето на мислите и ставовите на децата? Многу убава забелешка е ова, која што некако во секојдневието ни е буквално незабележлива. Зборувам за помеѓу родителите. Често знаеме да имаме разговори пред децата кои што не треба децата да ги слушнат. Затоа што ние сме моделите на децата во однос на начинот на говорот, во однос на начинот на фондот на зборовите кои што ги учат од нас децата. Нешто што не треба да слушнат децата од нас е да си ги критикуваме партнерите. Затоа што секој неубав збор упатен кон нашиот партнер, тој е забележан, снимен буквално како енграм во мозочето на детето. И тоа значи уништување на самото дете, на неговата самодоверба. Ако јас слушнам дека мојот родител не е добар, тоа значи јас не сум добра. Значи како размислува детето. Да не користиме неубави зборови пред децата, посебно помеѓу сопружниците, затоа што тоа истото децата го снимаат. Ако ние го слушаме нештото од родителите, зборувам сега за дечиња кои што се мали, бидејќи родителите за едно дете го представуваат светот. Се што слушаат децата, тоа буквално ќе го имитираат, можеби и кон нас родителите, но најчесто тоа се имитира кон средината во која што живее или кон другарчињата. Ако се слушаат одредени цовки или било какви други неубави зборови, детето верувајте дека ќе ги повторува на друго место. Дали ќе биде тоа во градинка, дали ќе биде... Но исто така, да ги напомениме и моделите кои што се даваат од средината, значи, децата често пати знаат да пренесат па дома, обратно, значи, од тоа што го слушнале надвор, тоа што го виделе од воспитувачките, од негователките, па дома да си го пренесат. Затоа, значи, од клучно значење комуникацијата, посебно децата што слушаат. Ние како родители имаме една поговорка, како велиме, отворен ум, затворена уста. Но додека ние да го развиеме кај децата умот, да знаат самите да прават, да филтрираат во однос на слушнатото, што е добро, што не е добро, мораме ние да ја ставиме таа база, основа, значи што е добро, што не е добро во однос на комуникацијата кај децата. Што е со влијанието на социјалните мрежи или содржините кои што се пласираат на медиумите? Многу се зборува изминатиот период за ограничување на пристапот на децата, да речеме, до социјалните медиуми. Треба да ограничиме или треба да имаме поголем надзор и да зборуваме за темите? Тоа е точката на кулминацијата. Кога велиме точка на кулминација, тоа е нешто со кое што ние сме во континуирани борби со екраните.
Факт е дека не можеме да го исклучиме, не можеме да го забраниме, ако не гледаат нели дома, ќе одат ке другарчињата ќе гледаат. Така да добро е опцијата со нели ограничувањата, но што треба да гледаат децата? Затоа што на прво место ќе ги споменам игрите. Сите игри, не знам колку сте приметиле, значи сите игри што ги играат сега претежно младиве се насилни. Со убивања, со војни некои, со нели обиди на преживување, на точки на постојан страв кај децата, на постојана агресија кај децата, на постојано насилство на децата. Тек за говорот и за зборовите кои што се слушаат во тек нели на тие игри, тоа не сакам ни да ги кажам кои се тие зборови, тотално значи во погрешна насока ги насочуваат децата. Оттаму произлегува она, да речеме ние во наводници сега агресија, некоја што ја гледаме кај децата, тоа не е агресија, туку е постојана стимулација која што ја добиваат децата од игрите и постојан немир ние гледаме кај децата. Постојана потреба за тие игрите. Некако имаме чувство дека немаат никогаш доволно време поминато со игриците, например. Се повеќе им треба, и тоа едноставно нема крај. А во континуитет се слушаат игрите и детето е изложено на таа доза на насилство и агресија, и потоа веќе кога излегуваат дечињата надвор, говорот е тој, само се имитира со друштвото, се имитира со другарчињата, се имитира во средината. Така да тоа е дефинитивно пикот во ова време, значи изложеноста на екраните и содржината што ја гледаат децата. На што се извинам што ве прекинувам, на што се изложени децата пак кога слушаат музика, нова музика, музика на 21 век. Музиката на вашата младост, музиката на мојата младост, со музиката на овие генерации диаметрално се разликува и по ритмот, но многу по текстот. Така е, за жал, така е. Од тука некако добивам впечаток дека општо кај нас во општеството се разнишани столбовите на кои се темели личноста. Столбовите на кои што се темели личноста се културата, традицијата, образованието, училиштата, семејството, значи сето тоа како основен столб, кога ќе се разниша, веќе кога немаме стабилност во овие основни столбови, тука настанува она влијание на средината и влијание на изложеноста. За музиката е жално да говориме, кога ќе слушнете дечиња кои што се, зборувам за малите дечиња, биле на екскурзија и слушале, мислам, не сакам да навредам никого, значи секоја музика си има своја нелюбавина, сите ние имаме избор на слушање, но многу да обрнеме внимание на текстот. Кој е текстот во содржината на песната? Што слушаат децата? Значи, тука е тоа она раната што е за нас како родители и како општество едно во кое што сите ние треба да дигнеме глас, чекај, децата што слушаат? Ајде барем во образованието да се пушта музика која што има убава содржина, која што има убав текст, порака, да децата секоја песна има некоја порака во содржината, нели, затоа што тоа е една целина на мисла преку која што, нели, преку говорот ја добиваме, ја доловуваме таа смисла на идејата и темата која што сака да се пренесе. Но некако во овие песни кои што ги имам слушнато, има се само неубави пораки, да, апсолутно. Да, се има, само не. Само неубава порака. И во една реченица ве молам, имам секогаш со вас прашања кои што ги оставам за некое следно гостување, но толку убаво ни кажувате за сите теми кои не засегаат, па некако времето и брзо ни поминува. Не можеме да не го споменеме правоговорот. Ние сме тоа што го зборуваме, а се чини на правоговорот се помалку посветуваме внимание. Така е, правоговорот не е само сега само ние да ги обвинуваме родителите. Правоговорот треба да доаѓа и од училиштето и од градинките. Значи, начинот на кој што се говори, начинот на кој што говорат воспитувачите, начинот на кој што говорат негователите, начинот на кој што говорат професорите, сето тоа имаме ние влијание, со сето тоа имаме влијание.
најдобар начин како да го задржиме правоговорот е да им читаме на децата од мала возраст книги соодветни на нивната возраст. На тој начин ние ќе го подобруваме фондот на зборовите, ќе слушат повеќе зборови, ќе се збогатува фондот на зборовите. Штом се збогатува фондот на зборовите, ќе имаме подобра опција да составиме добра сложена реченица. Во моментот на правоговорот некако во последно време ни недостасуваат сврзниците, прилозите, предлозите, кои што кај децата се почесто ги слушаме како недостаток. Имаме неправилни реченици, значи во тој момент, значи само книгата може да ни помогне, затоа што преку читањето ние го вежбаме и го буквално да кажеме го праксираме нашиот правоговор. Целта значи знаењето е моќ, а најголемата моќ е во книгата, да читаме книги. Одлично. Крај на разговорот. Благодарам Јулијана за гостувањето во Македонија наутро. Се надевам дека се во ова што го зборувавме допре до барем еден гледач. Ако допре до еден гледач сме завршила работа. Темата секако ја продолжуваме во следно издание на утринската програма. Благодарам. Благодарам и вам.